Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме 3 едноставни јадења кои се навистина многу вкусни. Ќе направиме тартар од свежа тиквица со пармезан и лимон, ќе направиме паста со свеж лосос и со зеленчук и за крај ќе направиме на италијанска салата која е многу препознаена во светот и многу почитувана со фенел и со портокал. Гледајте не за тоа што веднаш почнува. Денеска, драги мои, ќе сготвиме 3 многу едноставни јадења, а многу вкусни. Првото ќе биде предјадење, ладно предјадење со тиквица, као карпачо од тиквица. Што треба да направам на мандолина? Треба многу тенко да ги исецкам тиквиците да бидат како лист хартија, да ги наредам во една убава чинија и да ги посолам, малце бибер, малце масло, малце лимон, пармезан и малце капари од озгора. Кога готвиме паста, тенџерето со вода секогаш мора да биде на шпоред. Во водата, како и секогаш, така и сега, ќе ставаме една лажица сол, затоа што водата мора да биде солена, поради тоа што пастата мора да биде посолена. Ако не ставиме сол во водата, пастата нема да биде солена и нема да биде со оној квалитет што е потребен. Значи, кога јадеме, мора јадењето да биде и соленко за да ни биде вкусно, нели сите така сме научени. Тенџерето со вода си крчкам, меѓутоа јас овој пат пастата, тоест тестенините, ќе ги ставам на крај. Затоа што ова се таѓатели или фетучини, зависи што најдете, и им е потребно многу малце време, затоа што пастата секогаш треба да биде ал денте. Ајде да почнам од почетокот. Значи, тиквиците ви кажав што ќе направам. Многу интересно карпачо. Тоа е само вовет во главното јадење. За на крај да завршиме со една превкусна и крцкава салата со фенел и со портокал. Фенелот може да го најдете во последно време, всушност тоа е нашиот анасон. Меѓутоа, ова е долниот дел. Многу едноставно ќе го исечам на половина, внатре ќе го извадам тврдиот дел и многу тенко ќе го исечам на месеченки и ќе видите што како. Меѓутоа, ајде да почнеме од негде. За правилно да ги исецкам тиквиците, ќе користам мандолина, затоа што, видите, какви излегуваат, значи многу тенки, и откако ќе ги наредам во чинијата и кога ќе ги зачинам, ќе ги оставам покриени со фолија во фрижидер, затоа што ако ги оставиме на собна температура, тиквиците ќе омекнат и нема да биде тоа. Секогаш ни е потребен оригиналниот и крцкавиот вкус на свежата тиквица. Ајде да почнеме полека. Еве ги. Не брзајте, него едноставно уживајте и замислете ги вашите дома како сладко си јадат од сето тоа вие што ќе го сготвите. Тиквицата сега во овој период на годината ја има во изобилие и навистина многу ја почитувам во секаква форма. Во некоја друга емисија ќе направам и уште едно предјадење, меѓутоа топло. Ќе употребам и горгонзола. Ќе биде навистина многу вкусна. Ете така, со ова мислам дека ќе ми биде сосема доволно. Една убава чинија. И сега, што треба да направиме? Почнуваме од средниот дел и полека ќе ги наредиме тиквиците. Велат дека готвењето е умешност и навистина е. Треба да ги знаеме основните правила на игра за да можеме да сготвиме убава и вкусна храна. Овие ќе ги оставам во тањирчето, а кога ќе изедеме салатата ќе направам плюс. Од озгора ќе ставиме и некоја маслинка. Ќе ставиме капари. Посолам. Додадам и малце бибер. Отлично, лимон.
малце масло. Многу едноставно, многу брзо, а сепак многу свежо, многу крцкаво и многу вкусно. Сега, од одзгора само ќе додадам и пармезан. Вака со ножот, внимателно исечете парченца, лапни голтни велат. Отлично. Тоа е тоа. Готови сме со салатата. Многу едноставно, многу брзо. Све што ставивме внатре е многу вкусно и пред се многу здраво. За дополнителен вкус на салатата ќе додадам и малце буковец и малце масло. Сосема е доволно. Колку да даде една нова енергија, нели да не предизвика за главното јадење, да можеме сладко да си го изедеме. Ова е салатата, јас сега ќе ја покријам со најлонска фолија и ќе ја ставам во фрижидер. А веднаш потоа ќе направам и салата со фенел. Ќе ви покажам и како. Фенел, одличен зеленчук и многу вкусен. Кога ќе го пресечете на половина, исто како и кај зелката има кочан или тврд дел кој всушност и треба да го отстраниме. Еве како изгледа. Сега ќе го исечеме овој дел. Садот за салата ќе го ставиме тука и со ножот многу тенко ќе исечеме како полумесечинки. Фенелот има вкус на анасон. Малку необично за нас, меѓутоа многу вкусно. Вкусот на анасонот ќе го осетите во позадина, значи не е многу јак, него е елегантен и нежен. Кога ќе додадеме и други додатоци како капари, маслинки, портокал и така натаму, кога сето тоа ќе се спои, верувајте, ќе добиеме многу интересна и многу вкусна салата. Кога ќе го ставиме во чинијата за салата, ќе го разделиме. Убаво е да експериментирате, убаво е да пробувате нови вкусови, меѓутоа секогаш внимателно. Цената на еден ваков фенел е околу 200-250 денари, така да не е многу скап, а може навистина да ве освои со неговиот вкус. Така. Салатата, што сега ја правам, ја зачинам откако ќе биде готова пастата и тогаш ќе ја сервирам. Затоа што и да додадеме, нели, може и да омекне малце, а поентата е салатата секогаш да биде крцкава. Фенелот ќе додадам свежа мајчина душичка, гранче по гранче, извадете ги само зелените делови. Ќе додадеме маслинки.
капари. Калите ќе ги ставиме половина внатре, а половина ќе ги наредам од одзгора кога салатата ќе биде готова. Ајде сега да почнеме со спремање на пастата. Прва работа што треба да направиме, во загреано тапче ќе додадеме путер и малце маслиново. Убаво да се растопи. Така. Ќе го земеме лососот. Ќе го исечам на коцки. Лососот е риба која навистина многу ја почитувам, затоа што прво многу ми се допаѓа бојата дека е портокалов. Меѓутоа, не знам дали знаете, лососот кога расте во природа, тој нема ваква портокалова боја, него е сив. Портокалова боја добива поради храната што му ја даваат и многу често на пазарот имаме лосос кој доаѓа од Норвешка или од Малта и е многу почитуван насекаде низ светот. Сега на среден оган, прво ќе ги испржам парчињата риба. Сега полека и нежно ќе ги свртиме парчињата лосос. Лососот има убаво и меко месо, така да не можеме како класично месо да го обработуваме, нели? Него секогаш со многу внимание и многу важна работа, не смееме да го препржиме. Значи треба само да добие малце боја, путерот и од маслото ќе ја добие онаа перфектна боја која му е потребна и откако ќе фати боја од другата страна, ќе го извадиме во друга чинија. Додека тој сега се пржи, јас ќе го исецкам морковот. Морковот ќе го исецкам на мали коцкички и поентата на оваа паста е морковот да не го обработуваме премногу термички, него да остане и малце крцкав, нели, ал денте што би рекле. Ова е сосема доволно. Јас сега ќе го извадам и лососот, затоа што еве погледнете од сите страни ја има бојата која му е потребна. Одлично. Се допаѓа. Многу убаво мириса. Нема ништо поубаво од свежа риба. Некои велат мириса. Добрата и свежа риба никогаш не мириса, верувајте. Температурата ќе ни остане иста, нека биде на среден оган и нема потреба од брзање. Едноставно, додека готвиме, треба да уживаме. Ќе го додадеме морковот и додадам тиквички. Шери домати ќе исечам на четвртинки и нив ќе ги додадам натре и полека ќе оставам да си крчка тиквичките, бидејќи имаат наједноставна структура, ќе се обработат термички, ќе го сменат и обликот и ќе бидат доста меки и вкусни за јадење. Сега од кога ќе ги додадам доматите, ќе додадам и сол и бивер. Тоа никако не смееме да го заборавиме, а додека тоа се обработува термички, јас ќе додадам и паста да се свари.
доматите и сега ќе посолам. Додадам бибер. И штом малку се запржати доматите, ќе додадам и малце бело вино. А на крај ќе зачинам, кога ќе биде готово, и со свежо исцеден лимон кој ќе даде една дополнителна свежина, една убава киселост која вистински ќе прилега на оваа убава и вкусна паста. Доматите шерито омекна. Сега ќе додадам малце бело вино. Ќе додадам едно чешне лук. Многу ситно исецкано. И секогаш внимавајте кога сецкате со нож, затоа што мало невнимание и отиде прстето. Значи, секогаш со 100% внимание. Кога сецкате, обрнувајте внимание само на тоа што го сецкате. Ни лево, ни десно, ни горе, ни доле. Затоа што тука треба да бидеме насочени со цел нормално да не се повредиме, меѓутоа се случува некогаш. И тоа е тоа. Еве го сега лукчето. Шубаво. Гледајте колку едноставно. Како замириса убаво. Сега ќе земам паста. Убаво измешајте ја во тавата. Одлично, да прими од све што има во неа. Тоа е тоа. И на крај можеме да додадеме и малце павлака за готвење, оние што сакаат, оние што не сакаат, нема потреба. Сосема малце. Даеме една мала млечна нота. Така, и на крај ќе ги додадеме и парчињата со лосос. Пекорино. Пекорино е сирењето кое денеска ќе го употребам за оваа превкусна паста со лосос. Пекорино. Замислете, во Италија има преку 360 видови на пекорино кои се заведени и кои луѓето ги произведуваат. Меѓутоа, велат дека има сигурно уште толку плюс кои луѓето се ги прават онака за себе, за свој кејф, нели? Италија е земја каде што многу се почитува сирењето, да почнеме од пармезаното, од горгонзолата, пекориното и сите нивни убави и квалитетни типови на сирења кои се нели широко препознаени во светот по квалитетот, по вкусот, и едноставно во Италија можеме да најдеме сирења со зачини, можеме да најдеме бурата, една од моите омилени млечни производи, моцарела со страчатела. Пастата ни е готова. Јас сега само ќе исечам коцки. Овој пат од пекориното. Ова е пекорино со големи зрна бибер и е навистина многу вкусно. Некој ќе рече многу е скапо. Го продаваат по 180 или 200 грама парче, така да воопшто не е скапо за оние кои се љубители на млечни производи, и секако можете да го купите и да го пробате за тоа што е многу вкусно. Сега ќе оставиме да се подрастопи малце. Каква убава паста. Ете, така, сега ќе дотурам малце лимонов сок, меѓутоа внимавајте, не сме пастата да биде многу кисела, него само да има онаа кисела жичка што е потребна, и ќе додадам уште малце масло, меѓутоа сега и ќе ја тргнам од оган. Општо убаво. Така, и ќе ја ставиме во чинија. И кој колку сака ќе може да си земе директно од чинијата.
Сега ќе додадам уште малце коцки од пекориното. Малце декорација од анасонот. Сосема доволно. Ќе го земам карпачото од тиквици од фрижидер. Погледнете оваа убавина. Сега салатата. Ќе додадам маслиново масло. Малце сол. Малце бибер. Лимонов сок. Дадеме плюс портокал. Портокалот излупете го и извадете ги, чистете ги секое парче, извадете кожата, белиот дел. Сладкиот вкус на портокалот идеално одговара со вкусот на анасанот и ова е на многу позната италијанска салата. Која е вистински почитувана во светот на гастрономијата поради квалитетот на продуктите, а и поради нивниот вкус, нели? Едноставно, лесно, брзо, а многу вкусно. Нека ни е на здравје. Три едноставни јадења, меѓутоа многу вкусни. Буквално за меракли: карпачо со свежа тиквица, пармезан и лимон, паста со свеж лосос и зеленчук и салатата со фенел. Идеално крцкава, идеално вкусна. Едноставно сум задоволен од вкусот на тоа што денеска го направив и вистински уживавме овде во студиото. И секако голем поздрав до моите пријатели од Гурман Мес Атанасовски од населба Аеродром и поздрав до моите драги пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и физикална терапија ПЗУ Ива Беланова, кои се грижат за мене постојано да бидам во одлична форма. Ви благодарам, имајте убава и пријатна вечер.